Останавте во блокот резервиран за забавните содржини на програмата на телевизија Нова. А во него, еве што ќе гледате, ќе имаме линковско вклучување во живо од популарното изерце во градскиот парк, каде во моментов се одвива обуката за млади кајакари во рамки на спортскиот караван Сите во кајак. Ќе погледнете и како помина промоцијата на Јоце Панов на неговиот најнов спот за композицијата Кој знае каде си, но најнапред велам добре дојде за Лена Затковска по повод промоцијата на незиниот видеозапис за композицијата Да сум твоја, која воедно го освои жирито на Макфест со најмногу гласови. А ја ќе имаме чест и прилика овој спот да го промовираме токму на програмата на телевизија Нова. Здраво, Лена. Здраво. Добре дојде во телевизија Нова. Добро ве најдов, фала за поканата. И благодарам за честа да го промовираме спотот токму на нашата програма и токму во сцена. Фала ви многу. Ајде да почнеме од почеток. Кој беше автор на оваа композиција, која не само жирито, туку ја плени и целата публика во Штип која присуствуваше на овогодишниот Макфест? Сега вака, јас обично соработувам заедно со Владимир Дочиновски и Ристо Самарџиев, така да композиција и аранжман, музика е на Владимир Дочиновски, а текстот е на Ристо Самарџиев. Денеска ни гостуваш по повод промоцијата на видеозаписот за оваа композиција. Каде се снимаше, на кои локации? Од она што успеав да видам, сте искористиле на вистина дел од природните убавини на Македонија, но не успеав да лоцирам точно каде сте снимале. Тоа беше на режисерот Идеја, Дарио Јанковиќ. Така. И со неговата продукција, значи не однесе дури во Галечник, кој што прв пат јас отидов таму. Стварно е убаво местото, прекрасно место е. И таму е сниман, значи различни места во Галечник. Навистина е позитивен ефектот од снимањето спотови во природа, на отворено, но и ризикот е голем, особено кога некогаш знаат да се влошат временските услови. Често пати има непредвидени случаи и ситуации кои можеби нема да се видат во официјалниот видеозапис, но затоа се сеќаваме на нив, нели, ги спомнуваме, ги раскажуваме со пријатели. Можеш ли во моментов да ни кажеш една таква случка која се случи за време на снимањето на овој спот и која ќе ја паметиш и покрај тоа што ќе нема да можеме да ја видиме во неофицијален спот? Во принцип беше прекрасен ден. Значи, освен што имаше премногу ветер и смрзнав, што сум во сукња и во кратко мајче, многу беше убаво. Една работа е што кога ми кажете се качам на конјот и бев у сукња, немав како, па Зоран Фаци беше со нас и он ми ги даде неговите алишта, така да кога ќе видите, тие не се мои, него се на Зоран алишта. Така, а за прв пат беше исправена пред извикот да јаваш конј? Не, во Австралија имам јавено конј многу пати, така да не ми беше нешто ново, него ми беше нешто ново да снимам спот, зашто животно како животно, не знаеш што како ќе се случи. Имаше многу муви што го апа по ноџимјата, така да беше малце. Така, интересно. Кој го режираше спотот, само да ни откриеш? Дарио Јанковиќ. Така, значи проверена екипа, во секој случај работела, Да. професионалци. Ќе им откриеме на гледачите дека 20 години си живеела во Австралија, последниве 5 години ги минуваш во Македонија. Успеа ли да се адаптираш? Успеав, тоа го кажувам почесто пати во 2005 кога настапив на Макфест, со Тука сум своја, пак од Ристо Самарџиев и Владимир Дочиновски, се заљубив во Македонија и решив да завршам школа, да завршам сите обврски што ги имам во Австралија и се враќам и уствари тоа направив. На 20 години тука се вратив во Австралија, се вратив, дојдов и тука останав. Може би единствен проблем кој треба да го совладаш е студеното време во зима. Да, точно. Така, сепак Лена е сега дел од едно познато македонско музичко семејство. Ќе откриеме за кого станува збор? За Маротови, тие си имат Маротов бен, кој што се за мене стварно нешто што се мои, ама се стварно музичари што е многу ретко да најдеш. Ке најдеш пејач, ке најдеш некој што свири, ама они се музичари. Значи, така, професионалци, да. кои ќе те надополнуваат на музички план. Учам и од нив, од Чичко Бажи или Благој Маротов, се учам многу. Така. Па предлагам да го погледнеме и спотот поводот за твоето денешно гостување во телевизија Нова или по-конкретно во сцена. Уживајте.
Никогаш збор, еден збор не сум јас скршила и никогаш не пред себе не сум се предала, но тешко е да бидам иста по тебе. Посакај повторно да сум твоја, биди ми среќа и љубов моја, не давај еден миг се да сруши, Бога ме стега и гуши. И тешко е се, кога моето никогаш нема да остане, но најтешко е, кога срце ќе излажа дека добро е. И признавам да видам иста не можам. Посакај повторно да сум твоја, биди ми среќа и љубов моја, не давај еден миг се да сруши, Бога ме стега и гуши. Може и срце да изневери, од љубов силна да погреши. Посакај повторно да сум твоја, биди ми среќа и љубов моја, не давај еден миг се да сруши, Бога ме стега и гуши. Посакај повторно да сум твоја, биди ми среќа и љубов моја, не давај еден миг се да сруши, Бога ме стега и гуши. А сега од студиото на телевизија Нова се селиме во кај популарното изерце во градскиот парк, каде е во тек обуката за сите во кајак, познатиот спортски караван. Би требало на линковска врска да имам една од организаторките на овој голем настан, Ирина Блажевска. Здраво, Ирина, дали се слушаме? Така, Да, ете, се веќе слушаме. имате Здраво, можност поздрав до да ги телевизија Нова и до вас. погледнете и сите млади луѓе заинтересирани да започнат да го тренираат овој спорт. Ирина, каде може да се пријават сите кои се заинтересирани да тренираат и со која динамика се одвиваат тренинзите и во кои термини? За сите кои се заинтересирани може слободно да се пријават на www.sitevokajak.mk, апликација со едноставен формулар каде што ќе бидат и повикани од страна на организаторот за да се договорат за терминот и времето. Динамиката е понеделник и среда од 6 до 8 часот, значи по 2 часа понеделник и среда. За оние кои што ќе пројават посериозен интерес и талент за кајак, организаторот знае да организира и вонредни, значи бесплатни исто така тренинзи во други денови. Така, а на која возраст треба да временските бидат услови. оние кои сакаат да тренираат? Дали има ограничувања во поглед на возраста? Па
Евака генерално на овој проект, значи таргет група се помладите, што значи дека основците би требало да бидат посериозна таргет група, што значи дека од нив би требало да произлезат идни светски, европски, балкански и олимписки учесници. Но тоа не значи дека и оние кои што сакаат да пробаат кајаки по возрастните ќе бидат одбиени доколку аплицираат. Тоа го правевме до сега, тоа ќе продолжиме да го правиме и понатамо. Ова можност не им се пружа само на младите во Скопје, туку низ цела Македонија, барем онаму каде што има услови за овој спорт. Каде продолжува понатаму спортскиот караван сите во кајак? Значи, освен во Скопје на оваа прекрасна локација која што ни овозможи град Скопје тука, почнавме и во другите градови, значи првата дестинација ни беше Ресан, вие бевте заедно со нас и не пратевте тамо. Понатаму продолжуваме во Дебар, овој викенд се вративме од Маврово, понатаму одиме во Дојран и во сите други градови низ Македонија, односно општини, каде што имаме услови за организирање на успешен проект Сите во кајак, односно кампања Сите во кајак. А од кого ќе имаат можност да учат? Кои се тренерите? Значи, тренери во оваа кампања се сите досегашни истакнати кајакари, а тоа се начело со Лазар Поповски, кој што е промотор на оваа кампања, Атанас Николовски, тука ни се приклучија и македонските најпознати кајакарски репрезентативци моментално, тоа се Љубомир Спасич и Александар Златаров, но дел од организацијата оваа година, овој пат, се и други луѓе, значи тоа е глумицата Билјана Спасова, тоа е Бобан Блажевски, тоа се Дамјан Колевски, Стефан Андреев и други. Ти благодарам за вклучувањето, ќе извините што нели ви одземавме време од тренингот. Ние и понатаму секако ќе ги следиме сите ваши активности. Самата бројка од над 3000 млади пријавени да се обучуваат на кајак зборува многу и ветува многу дека како и да е во иднина ќе биде Македонија расадник за кајакари кои би не представувале и на Олимпијада, зашто да не, кога веќе имаат можност да учат од тренери кои не представувале на Олимпијада. Тука и го заокружуваме блокот резервиран за забавните содржини. Довидување.